Со Богородица стоиме под крстот. Мајчинска љубов. При крстот Исусов стоеја мајка му негова и сестрата на мајка му, Марија Клеопова и Марија Магдалина. Ова е една од најкористените сцени во сакралната уметност низ вековите. Тоа е иконата со Исусовата мајка, која стои во подножието на крстот со уште две жени. Со нив беше и Свети Иван, саканиот ученик. Оваа сцена е многу повеќе од само слика за спасението на светот. Тоа е многу повеќе, затоа што Божиот Син го даде својот живот за сите нас. Таа сцена е повеќе од најголемиот чин на пожртвувана љубов што некогаш му е познат на светот. Таа сцена навистина е многу повеќе. Што друго ни прикажува таа сцена? Ја отсликува најнежната љубов на човечката мајка, додека таа стои гледајќи во својот сакан син, кој умира со страшна смрт и мачејќи се со најголемо страдање. Да, Марија е Богородица, а Исус е Син Божји. Таа е безгрешно зачната, зачувана од гревот, а тој е второто лице на Пресветата Троица. Но тој е и нејзин син, а таа е и негова мајка. Така оваа сцена е длабоко, лична, интимна и семејна. Обидете се да ги замислите човечките емоции и искуството кои мајката и синот ги проживеале во тој момент. Замислете ја болката и страдањето во срцето на мајката, додека стоеше гледајќи како брутално постапуваат со нејзиното дете, кое го воспитуваше, сакаше и се грижеше за него во текот на неговиот живот. Исус не беше само спасител на светот за неа, тој беше нејзино сопствено месо и крв. Да размислиме денес за еден аспект од оваа света сцена. Погледнете ја човечката врска на оваа мајка и нејзиниот син. Оставете ги настрана моментално божественоста на синот и непорочната природа на мајката. Гледајте само на човечката врска што ја споделуваат. Таа е негова мајка. Тој е нејзиниот син. Размислувајте за оваа врска денес. Додека го правите тоа, обидете се да дозволите овој поглед да навлезе во вашето срце, за да почнете да ја чувствувате љубовта што тие ја споделуваат. Мила мајко, ти стоеше во подножието на крстот на твојот син. Иако беше Бог, кој најпрво беше твој син, ти го роди, го воспитуваше, се грижеше за него и го сакаше во текот на неговиот човечки живот. Потоа стоеше гледајќи во неговото помотрено и претепано тело на крстот на твојот син. Најдрага мајко, денес ме повикуваш во оваа таинство на твојата љубов кон твојот син. Ме повикуваш да стојам покрај тебе
како што стоеше ти покрај твојот син. Го прифаќам твојот повик. Тајната и длабочината на твојата љубов кон твојот син е несватлива. Но сепак, го прифаќам твојот повик да ти се придружам во твојот поглед на љубов. Предраги Господи Исусе, те гледам во тебе и те љубам. Додека го започнувам ова патување со тебе и твојата сакана мајка, помогни ми да започнам од човечко ниво. Помогни ми да почнам да го гледам сето она што ти и твојата мајка го споделивте. Го прифаќам твојот повик да влезам во таинството на оваа света и човечка љубов. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во тебе. Со Богородица стоиме под крстот.